А сега ќе се позанимаваме со една, верувам, интересна тема, затоа што ќе представува предизвик. Знаете, мене во Хартland коледжот ми дадоа, еден мој другар, поточно, ми даде прекар предизвикувач, Challenger. Тој прекар го добив затоа што имаше некои предмети кои што ги предизвикував, постои опција да не слушате некој предмет, туку ако сте доволно
верува дека припаѓа на вистинската црква или не. Воопшто нема да го судам неговото убедување. Но само сакам да укажам на еден проблем. Мнозина верници го поистоветуваат поимот црква со собствената деноминација. Библијата поимот црква литургиски го идентификува со Христовото тело. Црквата, тоа е телото Христово. И често пати, брат Борче знае, го поставувам ова предизвикувачко прашање. Од кога постои телото Христово? Дали телото Христово, например, постои од 1863 година? Не. Меѓутоа, ова е реален проблем. Значи, мнозина кои потребуваат и овој збор телото, мислејќи на Христовата црква, а тие се убедени дека припаѓаат на таа црква, а потоа таа црква ја идентификуваат со нивната деноминација. И тоа е веќе катастрофална грешка. Еден друг показател зошто е тоа така, верувам дека ме разбирате, ако случајно прозборам шпански, подсетете ме да употребам разбирливи зборови. Ова го велам затоа што еден наш додуше ново крстен, иако доста интелигентен брат во верата, кој што многу истражува, многу испитува и многу е ревен, денеска ми напиша имейл во кој што вели дека ги гледал и проповедите под наслов Двата Адама, особено двете проповеди под наслов токму истото Евангелие, што беа презентирани во почетокот на овој месец. И вели дека, тој дори ми побарал дополнителни објаснувања во врска со нив, па му испратив доста материјал, но сепак на крај ми призна дека сето тоа е премногу тешка храна за варење, за негови поими, дека не така лесно го разбира сето она што се кажува таму. Во ред. Јас верувам дека ќе дојде време кога темата ќе биде по-разбирлива за некои што сега се почетници, но кои што брзо напредуваат. Но што станува со оние кои што се пензионирани проповедници и теолози, или автори на теолошки книги, за кои што темите се предизвикувачки? Исто така сум свесен дека има многу пријатели на кои што им се свигаат многу кашасти, млечни проповеди и често пати такви проповеди кликаат, такви проповеди рекламираат и на Facebook, и од YouTube, и така натаму. Јас немам ништо против таквите убави, сладки проповедчиња, какви што јас држев до таму 98 година. Меѓутоа, простете ми, не можем да бидам она што бев до пред 15 години, бидејќи сите ние или ќе растеме и напредуваме, или што? Или ќе тонеме, бидејќи стагнација не може да има. Јас би сакал во овој контекст да ги прочитам уште еднаш Павловите зборови во посланието до евреите. Послание до евреите, 6 глава. Ке се сетите дека апостол Павле се занимава малку со оваа тема. Ке читам од предходната 5 глава 11 стих, бидејќи таму започнува контекстот на кажаното. 11 стих вели апостол Павле: за ова би имале многу да ви зборуваме,
што е и тешко да се толкува. Видите, и Павле се соочил со проблемот мнозина верници да не го разбираат тоа што го проповедал. 5.11, 5 глава, 11 стих од посланието до евреите. За ова би имале многу да ви изборуваме, што е и тешко да се толкува, бидејќи тешко сваќате. Им вели Павле на кого? На еврејските христијани, замислете. На оние што би требало многу повеќе да знаат од другите христијани. Зашто, иако според годините вие требаше веќе да бидете учители, им вели Павле, вие се уште имате потреба некој да ве учи кои се првите начала на Словото Божјо. И дојдовте до таква состојба што имате потреба од млеко, а не од тврда храна. Затоа јас, еве отворено да ви кажам, многу добро ги разбирам новокрстените верници, на кои што им се допаѓаат млечните проповеди. Меѓутоа, и апостол Павле се соочил со оние кои што според годините требаше да бидат учители, а сепак имаат потреба од млеко. Зошто? Затоа што токму Христовото и Павловото Евангелие за нив беше нова наука. Предизвик на сето она што тие со години или со децении го верувале. А што сега се покажува дека е на климави нозе. Затоа не се обесхрабрувате. Сето она кое што доаѓа од Павле, или ако доаѓа од Джон Си Вагонер, или од некој нивен следбеник денес, ако се спротиставува на она што со години сте го учеле, сте го верувале и сте го прифаќале, сватете го тоа како предизвик за ваше лично преиспитување, за ваше лично проучување. Не прифаќате ништо здраво за готово, ни тоа јас што го кажувам, но не отфрлајте ништо здраво за готово, туку што? Испитувајте. Вие самите испитувајте, а потоа тоа што е добро, држете го. Значи, да се вратиме, споменав како е катастрофална грешка, кога мнозина Христовата црква ја поистоветуваат со својата деноминација. И тоа е проблем нашироко присутен во протестантскиот свет, а исто така и кај адвентистите. Друг показател зашто е тоа така е што мнозина, еве јас тоа го забележав во изминативе нешто повеќе од месец дена, мнозина се подготвени да ве прифатат на света вечера. И тие самите да ве причестат. Дури иако не сте од нивната деноминација. Но потоа ќе видите дека не се подготвени да ве признаваат за ваш. Не се подготвени да ве признаваат за ваш брат или сестра, ако не сте прифатени од нивната деноминација. Или ако не сте признаени од нивната деноминација. Значи, немаат проблем да ве причестат, ама се додека не сте прифатени од нивната деноминација, или признаени од нив, тогаш за нив вие не сте нивни. Тоа исто така еден секташки критериум, погрешен скроз, затоа што Библијата, токму светата причест, ја смета за стожер на единството и самиот леп, кој што таму се дели, го поистоветува со Христовото тело, за кое што апостол Павле предупредува да внимаваме тука како се причестуваме на тој свет чин, затоа што оние што не внимаваат, тие што покажуваат? Не покажуваат презир, не го разликуваат телото Христово. Какви деноминации, какви
организации човечки, се работи за телото Христово. Црквата Божија е светотаински поим, сакраментален поим, не е поим на човечки организации, човечки административни структури, какви што имаат политичките партии. Ако е тоа црквата, што е разлика помеѓу политичките партии и верските деноминации? Не постои никаква разлика. И едните и другите се секти. Всушност во еден католички речник и во еден друг имам најдено под поимот секта, едно од значењата е дека се однесува и на политички партии. Затоа, господо пратеници и членови на политичките партии, вие не сте ништо друго освен сектанти и припадници на секти. Што го докажува и вашиот меѓусебен однос, кога се јадете и се тепате и се карате меѓу себе. А така постапуваат и оние кои што имаат секташко или такво деноминациско антихристијанско толкување на поимот црква. Особено е убава оваа тема, кога ќе зборуваме за суштината на светата причест и како што реков, ако даде Господ живот и здравие во септември, бидејќи тогаш ќе видите како Вагонер гледал на светата причест и зошто светата причест не е само обичен формализам и не е само обичен символ, а сите протестанти и адвентистите на седмиот ден исто така, светата причест ја толкуваат само како символ, само како символичен обред. Ќе видиме дека Евангелието дава едно подлабоко и многу поубаво толкување. Има нешто многу повеќе тука, отколку символиката на Христовата жртва. И токму тоа во протестантскиот свет го открил Вагонер, иако црковните оци од раното христијанство тоа го знаеле со векови наназад, бидејќи таква им било предадено од апостолите, таква вера имале уште од самиот почеток. Но за тоа повеќе во септември. Да се познајаваме со втората теза, дека церемонијалниот закон е укинат. Би поставил едно прашање, каде тоа во Библијата можете да дознаете, да прочитате, дека Христос укинал, или дека апостолската црква после него укинала било каков закон. Каков год закон нека е. Дека некој некаде нешто укинал од законот. Од оно што Господ го дал преку Мојсеја. Јас ќе ја подсетам на некои стихови. Например, отворете во Ефесијаните 2 глава. Ефесијаните 2 глава, 15 стих, се сеќавате на него? Ефесијаните 2, 15. Претходно зборувајќи на незнабожците како Христос ги приближил до себе, што ги изедначил со избраниот Божји народ, како оние што беа далеко станале блиски преку крвта Христова, кој што е нивниот мир и кој што од двата народи направил еден и ја срушил преградата што беше помеѓу нив, потоа што вели? Откако, 15 стих, откако со телото свое го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го обесили, за да создаде во себе од двата еден нов човек, воспоставувајќи мир, и обата во едно тело да ги помери со Бога преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. Сите протестанти ќе речат дека во 15 стих законот на заповедите и одредбите се однесува на целиот закон Господ дал, што го дал преку Мојсеја. И затоа протестантите велат законот е укинат. Кога дошле адвентистите, што рекле па тие? Тие рекле, законот не е укинат, паднале прво на истата стапица,
дека законот е укинат, ама не е укинат законот, туку само церемонијалниот е укинат. Бидејќи евреите имале потреба да ги бранат 10 заповеди, конкретно 4-та заповед за саботата, па рекле, не е укинат целиот закон, туку испега дека дел од законот е укинат. Всушност, апостол Павле тука не зборува за никаков закон, за никакви заповеди кои што Господ ги дал. Ако се позанимаваме со контекстот на овие зборови, ќе видиме дека се работи за човечките закони и за човечките уредби кои што фарисеите и еврејските книжевници ги поставиле, а кои што биле дискриминаторски за кого? За оние што не биле евреи. За оние што не биле евреи. Да прочитаме еден друг стих, послание до Колосјаните, 2 глава. И тука 2 глава. Но овој пат 14-тиот. Тука некаде близко. Колосјаните 2 глава. Може би ако не е доволно јасно што мислил апостол Павле во Ефесијаните, кога рекол законот на заповедите е укинат, ќе стане појасно овде во Колосјаните на што мислел. Пред да го прочитаме текстот, како вам ви звучи изразот законот на заповедите? Ако тука се работи за нешто што Господ го кажал во Мојсеевите книги, можете ли од овој израз да ги исклучите 10 заповеди? По мене законот на заповедите многу повеќе ме асоцира на 10 заповеди, самиот збор заповедите, отколку на било што друго. Всушност, таму прочитавме ем за заповедите, ем уредбите, па може би затоа велат протестантите целиот закон е укинат. Со се 10 заповеди. Јас пак и понатаму тврдам дека тука апостол Павле зборува за човечки закони, а не за такви кои што Господ ги дал преку Мојсеј. За никакви кои што Господ ги дал преку Мојсеј. Да прочитаме во Колосјаните. 13 стих. И вас кои бевте мртви во гревовите и во необрезанието на вашето тело, тој заедно со него ве оживеа. Го гледате ли тука универзалното законско оправдание? Тогаш кога Христос воскреснал, тогаш сите ги оживеал. Тоа е оно за што зборувавме и претходната сабота, и во првите 2 саботи, првите 3 саботи од месецов, поточно. Или оно што го споменавме конкретно претходната сабота, стигот од Галатјаните 2.19, каде што апостол Павле вели: јас преку законот умрев за законот. Со други зборови, јас се сораспнав со Христа. Тоа е веќе во 19-тиот и потоа 20-тиот стих. Тогаш кога Христос бил распнат, апостол Павле бил со него сораспнат, бидејќи само тогаш можел тој и целото човештво во Христа да ја поднесе законската казна за гревот. За законот можеме да умреме само преку законот. Кога законската казна ќе биде извршена, екзекутирана врз нас, тогаш и законот не смета за мртви. А тоа се случило само на крстот, кога Христос умрел. Ништо друго, освен пред или после
таа Христова смрт не представува законски чин, законска казна и законска смрт. Овде пак се вели како Христос со него не оживеал. Тој заедно со него ве оживеа. Простувајќи ви ги сите гревови, да, а се разбере сите тие што се прават после таа жртва, за нив треба да се покаеме за да ни бидат простени. Меѓутоа, кога Христос умрел и воскреснал, тогаш целото човештво почнува од нула и почнува нов живот во духовната реалност, исто толку нов, како и животот на Адам и Ева кога биле создадени. Единствената разлика која е? Што се уште живееме во смртното и грешно тело, се уште сме обкружени со грев и се уште сме кушани од грев и тоа ќе трае до второто Христово доаѓање, до конечното преобразување. 14 стих, што вели? Извршувајќи го ракописаниот закон, кој со своите прописи стана наш непријател, кога тој го зеде од средината и го прикова на крстот, и откако ја зграби силата од началствата и властите, тој ги изложи јавно на позор и славејќи ја во себе победата над нив. И потоа вели, така никој нека не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец, или саботи, тоа е само сенка на оно што доаѓа, а телото е Христос. И сега рекле адвентистите, овде се работи за некаков закон очигледно, и тоа за таков кој што Господ го дал во Стариот Завет преку Мојсеја. Тука се спомнуваат и празници, и младини, па дури и саботите се спомнуваат, и додека протестантите велеле дека ова е доказ дека Господ го укинал законот на крстот, па со тоа и саботата, адвентистите рекле, не, овде мора да се работи за церемонијалниот закон. И адвентистите вложиле труди напори да докажат дека овие саботи, во 16 стих, не се однесуваат на седмичната сабота. И вие многу добро знаете, ги знаете тие апологетски аргументи на адвентизмот, дека овие саботи не се однесуваат на седмичните. Тука дека се однесуваат само на годишните саботи. Меѓутоа, адвентистите не го велат истото, например, во Осија 2.11 и на еден куп други места, каде што Господ ја споменува оваа тројка. Празници, младини, саботи. Годишни, месечни, седмични празници. Или пак, адвентистите радо ги цитираат зборовите во Езекијел 20.12, и саботите мои, и таму имаме множдина, и саботите мои пазете ги, тие се знак меѓу мене и вас, и никој адвентист не вели дека тие саботи таму немаат врска со седмичната сабота, току се само годишни саботи. Туку адвентистите велат дека тие саботи во Езекијел, кои што се и таму споменати во множина, се однесуваат само на седмичната сабота. И затоа ги цитираме радо тие зборови, тие стихови, сега ќе да кажем, ете, саботата Господ ја прогласил за знак на посветување, знак помеѓу нас и Него. А тогаш, кога апостол Павле го користи истиот јазик во Колосјаните, велиме, ова нема врска со седмичните саботи. Јасно да си противречиме самите на себе си, ако тврдиме вакви работи. А всушност, апостол Павле ни кажува дека тука не станува збор за Божии уредби, за Божии заповеди, за Божии начала. Во изворниот текст, во 14 стих, воопшто не се споменува зборот закон, и дури Самуеле Бакиоки напишал книга, со која што ги предизвикал адвентистите, и многу адвентисти има проблем со него, во кој што исто така ги предизвикал протестантските теолози, тврдејки дека во целото послание на Колосјаните никаде не се споменува зборот закон. Прочитав во Хартланд една книга во која што некои протестантски теолози му го признаваат тоа на Бакиоки и велат, точно е, во Колосјаните никаде не се споменува поимот закон.
Во изворниот текст, во 14 стих, се споменува зборот хирографон, што значи ракопис, документ, ракопис. Христос го избришал или го заковал на крстот ракописот кој што беше против нас, а не ракописниот закон. Не се споменува зборот закон. Исто така апостол Павле во продолжение на оваа глава зборува за тоа како никој своеволно да не ве мами со смиреномудрост и служење на ангелите. Служење на ангелите. Тука се работи за една ерес која што била претходник на познатиот гностицизам, која што мешала разни верувања. Тој е еден религиозен синкретизам. Мешала еврејски и пагански верувања во едно. И след тоа им давало некое ново филозофско значење и се работи за една лажна наука која што нема врска ниту со Стариот Завет, ниту со Мојсеевиот закон, уште помалку со 10 Божји заповеди, ниту пак со христијанството, туку за нешто сосем паганско, но кое што сакало да се облече и со еврејска, и со христијанска наметка. Затоа што апостол Павле, кога ги споменува тие лажни учители, што тие велат во 21 стих, не се фаќај, не вкусувај, не пипај, тие нивни табуи. Вели во 22 стих, сите тие се определени за распагање кога се управуваат според човечките заповеди и учења. Еве го доказот. Се работи за човечки заповеди и човечки учења, и во врска со саботата, и во врска со младините, и во врска со годишните празници. Човечки учења се тоа. Например, тезата дека за Великден мора да јадете јагне е човечко учење. Тезата дека за Великден мора да имате вапцани јајца е човечко учење. Ја не велам дека тоа нешто лошо, туку ако некој тврди дека ако немате јајца и ако немате печено јагнешко, тогаш не го празнувате Великден како што треба, таквиот е сличен на овие лажни учители кои што даваат човечки заповеди и човечки учења во врска со некој празник. Таков проблем имало и во времето на апостол Павле, во првиот век. Во 22 стих Павле вели се работи за човечки заповеди, за човечки учења. Не се работи за Божиите начела, за Божиот закон. Всушност, за жал, множина адвентисти се трудиле да докажат, ние тоа го имавме со еден мисионер од ова место, пред многу години, дека апостол Павле мора да зборува за церемонијалниот закон, бидејќи таму вели дека тој ракопис беше против нас. А доктор Вагонер напишал цела една брошура во своето писмо до председателот на Генералната конференција Джордж Батлер 1888 година, Евангелието во Галатјаните. Еме уште еден предизвик за следната библиска полука, за следното тромесечие, кога ќе се проучува Галатјаните, за да докаже дека единствениот закон кој што е против нас е оној закон кој што го престапивме, а тоа се 10 заповеди. Само тој може да биде против нас. Зошто адвентистите велат церемонијалниот закон е против нас? За да докаже дека тој е тој што е укинет во Колосјаните. Всушност, само моралниот закон е против нас. Вагонер вели церемонијалниот закон, обредите, жртвите, сето тоа, светилиштето, сето тоа служило за спасение на евреите. Сето тоа е за нашето спасение. Тоа било Евангелието пред Христа. Церемонијалниот закон било Евангелието пред Христа. Како што крштевањето, светата причест и другите свети обреди представуваат начинот на кој што ја исповедаме нашата вера после Христа. И тоа се обреди, и едните и другите, пред или после Христа, се Евангелието. Меѓутоа, вистината е дека Господ не укинал никаков закон. Никаков закон.
Значи, немаме потреба за да докажеме дека тука не се работи за 10 заповеди, да тврдиме друга ерес, дека Господ го укинал церемонијалниот закон. Туку се работи за човечки заповеди и човечки учења, се работи за ракопис, кој што Христос го прикувал на крстот, а тој ракопис не е ниту моралниот, ниту церемонијалниот, ниту било каков Божи закон. Да завршиме со самиот Христос. Евангелие по Матеј. Зборови кои што адвентистите на седмиот ден милуваат да ги цитираат и во своите книги, и во своите проповеди. Евангелие по Матеј, 5 глава, од 17 стих до 19, па и понатаму. Што вели Господ? Немојте да мислите дека што? Немојте да мислите дека што? Дојдов да ги укинам што? Немојте да мислите дека дојдов да ги укинам што? Што вели Христос? Немојте да мислите дека дојдов да укинам што? Законот и пророците. Што подразбира Христос под законот и пророците? Го подразбира целиот Стар Завет, целото свето писмо на Стариот Завет. Се што Господ наредил од првата книга Мојсеева до книгата на пророкот Малахија според нашата Библија, а во Христово време последната книга во еврејскиот канон била втората книга на Дневникот, всушност тоа било едната книга на Дневникот, таму кај што имало прва, втора книга, Цареви, прва, втора книга, тоа било све една книга. И затоа вели Исус од крвта на маченикот Авел, првиот маченик, до крвта на Захарија, синот Варахиин, кога го убивте помеѓу тремот и олтарот. Што значи, крвта на Захарија, кој што Исус го споменува, било последното мачеништво во еврејската Библија, затоа што се наоѓа во втората книга на Дневникот, и затоа што таа книга била последната книга во еврејската Библија, во негово време. Затоа вели од Авел па до тој Захарија. Значи, ние место да рече, ние велиме од прва Мојсеева, од Битие до Малахија. Тоа била еврејската Библија. Затоа што така е кај нас. Така се подредени старозаветните библиски книги. Во Христово време од Битие до Дневникот или летописи. Немојте да мислите дека дојдов да го укинам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам, зашто вистина велам, дори постојат небото и земјата, нито една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. И така, оно што ќе наруши една од тие најмали заповеди, така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно, а оно што ќе ги исполни и получето, ќе се нарече голем во Царството Небесно. И ние велиме, ова е доказ дека Господ не ги укинал 10 заповеди, дека тоа што Павле го кажува било во Ефесјаните, било во Колосјаните, не се однесува на 10 заповеди. И докажавме премногу со тоа. Докажавме дека не се однесува ниту на церемонијалниот закон. Не се однесува на ништо, на ниту една буква, на ниту една цртичка од оно што Господ го заповедал во Мојсеевите книги. Па тогаш, зошто ние не ги држиме сите тие прописи, сите тие уредби, сите тие заповеди, ако ништо не е укинето? Не го држиме од една едноставна причина. Не законот, не умрел законот, туку ние умревме за законот. Ние сме мртвите. Не е законот мртов. Тоа е Евангелието. Преку законот умрев за законот, вели апостол Павле во Галатјаните 2:19. Ние не сме под законот, затоа што ние умревме за законот, а не законот или некој негов дел бил укинат за нас. Тогаш, што после воскресението, кога го добиваме новиот живот со Христа, тогаш само по себе е разбирливо дека за нас важат само моралните начела. Затоа христијаните уште од најрани векови
10 заповеди ги нарекле моралниот Божји закон. Земете било кој православен катехизис, ќе видите дека таму во лекцијата што се зборува за 10 заповеди, насловот гласи Божиот морален закон. Зошто морален? И не само во 10 заповеди. Гледаме Апостолскиот собор прогласил други правила надвор од декалогот како морални и обврзувачки, затоа што тие се морални по природа. Сето она кое што е морален принцип, начало, е обврзувачко, бидејќи затоа е морално. Не треба да постои никако пишан закон, туку постои во природата. Така Господ не создал и во нашата совест ги всадил тие принципи и закони. Кога човештвото се расипало, како што вели дори еден московски митрополит од 19. век, ако не се лажам, беше и патриарх на Руската црква, Филарет Московски, затоа што луѓето почнале да го престапуваат тој закон што Господ го запишал во нивните срца, затоа на Синај им го дал законот, но сега во сета правна димензија, со сите правни форми и со сета правна сила и важност, за да луѓето се воспитаат. Каде читаме дека на Адама му било кажено да не краде, да не лаже, да не ја тепа својата жена, или да не ги убива животните во рајот. Тоа било во неговата природа. Исто да го кажал Вагонер. Може би никојаш не ги читал делата на Филарет Московски или христијанската традиција од првите векови. Меѓутоа, истото го кажал и Вагонер, истото го кажуваат сите оние кои што се разбираат од Евангелието. Господ не укинал никаков закон. Туку Евангелието не учи дека ние не сме под законот, затоа што ние умревме за законот. И сега, ако ние ја сваќаме таа цена, таа жртва и таа љубов, ако ние ја цениме таа жртва, дали можеме да грешиме понатаму? Дали мртов човек може да греши? Ако ние веруваме дека сме умрели за законот, дали ќе си дозволиме да грешиме? Односно да ги престапуваме моралните начала, моралните принципи. Тие се тие што го дефинираат гревот како таков. Зошто не сме под законот? Затоа што умревме ние за законот, а не затоа што законот бил укинат за нас. Па според тоа ни, оној адвентистички компромис пред Минеаполис, кој што продолжува до ден денес, до 2011 година, доказ дека не сме го сватиле Евангелието, не сме го сватиле оправданието со вера, не сме ги сватиле принципите на спасението, така како што биле кажани од апостол Павле, од Исуса Христа, во 19. век од Джон Си Вагонер, или денес, бидејќи тврдиме, продолжуваме да ја тврдиме тезата што не држи вода, дека церемониалниот закон е укинат, односно ништо подобри, малку подобри можеби, од оние што тврдат дека целиот закон е укинат, па сега не целиот, дел од законот е бил укинат. Јас да предизвикав, а вие продолжете самите да проучувате. И ако ништо друго, јас сум сигурен дека Господ во самото проучување ќе ви даде еден таков благослов, како што можеби не сте имале никогаш порано во вашиот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.